Добар ден, почитувана публико, и добредојдовте во најновото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот соговорник Јован. Добар ден. Добар ден. Значи, продолжуваме со нашата анализа на 24 отворено на телевизија 24 по прашање предлог законот за поништување на лустрацијата и сите производи кои што произведува од неа. Се годиме со два цитати од Диневски, значи ова продолжение ќе биде малку подолго од минатото. Тука мислам дека ова ќе биде најинтересниот дел од оваа анализа, бидејќи тука од една страна Диневски го закопува Милчин во неговиот обид да го одбрани, меѓутоа и влегуваме во оние технички работи кои што ги ветуваме цело време за однос на тоа што значат известни термини. Значи, ќе почнеме со Диневски, кој што сака да расчисти за досието на Милчин. За Милчин сакавте да документирате, сакав да расчистиме околу досието на господинот Милчин. Тука е и досиет и процесот на лустрација за Тренда Филивановски, ако човек од него знам. Само да укажам дека е направен, дека не е така како што господинот Черджиевски кажува, дека тие мериторно одлучувале и дека најсовесно и така натаму. Господинот Милчин беше во обработка повеќе од 10 години. Тоа е факт. Самото име на досието ПО драматург значи следно, дека бил во претходна оперативна обработка. Службата за државна безбедност имаше 3 степени на обработка: безбедносно интересно лице, претходна оперативна обработка и оперативна обработка. Тоа е завршна фаза пред апсење. Значи, ова е многу битен момент за мене да се обидиме да го расчистиме, затоа што со овие термини долго време се манипулира во јавноста. Кој бил Кодош, кој бил ова, кој бил она, па ќе излезе некој Диневски ќе каже дека да кажеме оперативна обработка било завршна фаза пред апсење, па ќе излезе некој да кажеме Бабани ќе каже нешто друго, па ќе излезе некој пивовар и постојано се одржува маглата пред народ. Значи тој вели дека дали имаш нешто прво ти да прекратиш? Значи да одиме. Тој прво вика дека службата имала 3 степени на обработка. Прво било безбедносно интересно лице. Од моите разлистувања по досиеата, читања, студии, тој термин безбедносно интересно лице или безбедносно интересни сознанија и податоци е малте не оче наш, како точка и запирка се користи. Да. Секој лице е безбедносно интересно. Да, секој лице кое што е на радарот на службата е безбедносно интересно. Значи, се случува безбедносно интересно лице да се спомне и пред да се започне претходната обработка, меѓутоа се користи терминот и понатаму. Безбедносно интересни информации е се што, затоа што како што комисијата заклучила, обемот на работа на службата само се проширува. Меѓутоа, еве да прифатиме, како што вика Диневски, дека ова е првиот степен на обработка. Да. Ако е така, тогаш тоа ќе биде, да речеме, ова во твоето досие, првите неколку белешки пред да се направи предлогот за отворено досие, пред да бидеш заведен по нивниот терминологија, пред да заведат во претходна обработка. Значи тука службата ги анализира сознанијата и податоците со кои што веќе таа располага за лицето. Објаснивме во едно од минатите продолженија како доаѓа до тие сознанија. Значи сознанија кои што доаѓаат периферно при обработка на некој друг, се споменуваш и ти и твоето име започнува да оди во некаква си папка. Значи службата започнува со анализа на информациите со кои што веќе располага. Па потоа се отпочнува испитување на лица од окружувањето кои ќе ги зачува. И сега, тие луѓе кои што првично се испитуваат не мора да значи дека се тие соработници. Тие се луѓе кои што се испитуваат и се прави проценка дали тие ќе се користат понатаму. Значи, повторно тоа се додава, тие информации се додаваат во досието за да се направи нова анализа. Откако оперативниот работник во согласно со своите претпоставени, секојаш се работи, УДБА е централно хиерархиска бирократска организација,
Значи, со своите претпоставени ќе одлучат дека лицето ги задоволува условите согласно со интерните правилници на работа. Значи, ова е Многу дека има, значи не станува збор за некој ги прекршува законите. да. Интерни правила. Некој ги задоволува условите според интерните правилници да на него да се отпочне. Мислам, ајде малку за да појасниме, да го објасниме отварањето на моето досие. Прво, во првите сведочења на моите луѓето што биле повикани да зборат за мене, се прави обид да се дека јас работам со руски служби. Да. Наводно кај мене во поста доаѓаат министар за економија на Русија И за внатрешни работи. и за натрешни, секат некои се натрешни. И сега, како може служба кој СДБ ги имале имињата, бројевите на пасошите ги зеде од хотел. Значи, имале комплетна идентификација на луѓето кои биле кај мене. Може да за 3 секунди да проверат кои се тие луѓе. Сепак министер за економија на Русија е голема работа. Да дојде во поста кај мене во Куманово и таму за полиција една од главните зверки за тоа е, значи, човек на КГБ. Да. И потоа се откажуваат од таа приказна, но таа останува во досието како не прават проверка, останува како таков таа информација, како таква, дека тоа се луѓе од Руската Федерација дојдени кај мене. Да. Мислам дека тоа воопшто не е случајно, Не. бидејќи еве целата арка на таа на тој наратив се кулминираше 2016-2017 со изборот на Трамп, со тврдењата 2018 дека руски бизнисмени финансираат протести против промената на името и тие, значи проруската страна еве и сега се врзува со ВМРО се врзува. со ВМРО беше, тоа беше првиот обид, може би ВМРО се врзе со дека е проруско. Да, бидејќи, зошто? Бидејќи определбата на Македонија е наводно европска и сега тие за да го оправдаат своето гонење на своите политички непријатели, викаат не, овие се проруси и ние мора со нив да се... Бидејќи тие контакти прекинаа, и сега мораше се бара нова причина и новата причина е некој кажал нешто без ниеден доказ. Некој му кажал на некој друг, кој му кажал на соработник на службата. Соработникот на службата кажал на инспекторот, ама инспекторот или СДБ не успеала, бидејќи тоа било не сум бил само јас во таа ситуација да бидам интересен за бугарската држава, него многу фирми во Македонија кои биле блиски до ВМРО ДПМН и сега тврдењето е дека бугарската држава донела одлука да сите фирми во Македонија кои што се блиски со ВМРО биле од државен интерес за Бугарија и дека со нив треба да се им се помага. И сега на основа на тоа се води твоето досие 6 години. Како нема ниеден документ за ниедна фирма, не мора за мојата, за било која од Македонија која би да помага на страна на Бугарија. Нема. Не постои. Значи, и тоа е лага. Тука се враќаме пак на претходното, дека службата всушност е главниот конструктор. Затоа го ставив на екранот цитатот дека исследувањата на СДБ немале за цел да се утврди материјалната вистина, туку по секоја цена да се покаже со менија. Значи, како што веќе рековме. Значи, има да речеме дека отприлика е точно ова до сега ова што го вели Тиневски. Значи, безбедносно интересно лице, ти доаѓаш на радарот на службата, информациите кои што веќе ги поседува службата се анализираат, се испраќаат, односно се повикуваат луѓе кои што се отприлика од твоето окружување, пријатели, деловни врски, едно друго. Тие се повикуваат на разговори, на основа на сега на новодобиените информации во прилог на веќе постоечките информации, се прави анализа и значи се утврдува дека се
задоволени условите на правилниците, дека ти работиш кон насилно уривање на уставниот поредок и тогаш се заведуваш во претходна обработка. Значи претходна обработка е всушност вистинската фаза на обработка. Да. Тука се интензивира прибирањето на информации, се прават планови за прислушкување на телефон, за следење, за добивање за проширување на кругот на соработниците во службата. Дали можеш да би сакал нешто да додадеш? Па тука е главното. Веќе спремона што споменавме претходно, кога му се дефинира слабоста на човек, кога службата се дефинира во анализата се прави анализа на конкретно на слабоста на човекот кој што се и во таа анализа кај не е дека материјално ако бидам погоден ќе бидам скршен. Да, се наведува терминот материјалист, кој што впрочем е повторно дел од терминологијата на службата, таа оценка се наоѓа и друга. И затоа во плановите за работа, во првиот план за работа кој е донесен 1995 година, се собираат луѓе кои соработуваат со мене, кои ги знаат да влезат во моите врски во бизнисот, да го проучат мојот бизнис, да имаат точно да им пренесат на службата и да добият инструкции како да го уништат мојот бизнис. Тука зборуваме за луѓе кои што не биле соработници на службата, туку твои соработници, твои деловни пријатели, деловни врски, лични врски, службени врски, луѓе кои што можеби нешто можат да разберат, тие се повикуваат на сослушувања и се согледува нивната реална можност дали тие се способни и подготвени да соработуваат и да извршуваат задачи. Кога тука службата не успева, барем по сите што знам нешто ги имам од тој дел кој сме добили од досијето, од правата група на луѓе кои се повикани во службата и никој од нив не прифатил да работи за службата. Да, нема задачите не се Не се исполнуваат. исполнени тие и сега службата прави нов план, ангажира нови луѓе. Да. И сега, на мене ми личи, тука два типа на луѓе станува збор. Едните се веќе утврдени соработници, кои што се прекоманда добиваат едноставно. Еве имаш, кажеме, некој си имал со тебе некаква си врска некогаш, кој бил соработник на службата, сега тој ти се праќа и сега одеднаш многу чудни луѓе почнуваат да доаѓаат кај тебе дома или да се сретнуваат со тебе на кафе или едно друго, да ти нудат бизнес, да влезете во бизнес и едно друго. И вториот тип е на овие твои познаници, кои што не се актуелни соработници на службата, кои што пројавуваат подготвеност да соработуваат. И едно беше баш вчера го дискутирав со некој. Некаде околу 94-та година, мислам дека е белешката, значи 2 години по почетокот на твојата обработка. После овој еден од овие планови каде што се вели дека не сме нашли доволно добар соработник, не треба да го прошириме кругот на соработници, да најдеме подобри врски. И инспекторот опишува средба со нов потенцијален соработник. Како го опишува човекот, едноставно се гледа дека тој веќе бил известен за што ќе биде. Значи некој друг можеби му наговестил кој бил испитуван или било што. Меѓутоа се гледа во самиот опис на човекот дека тој едва чекал да дојдат кај него и дека тој е спремен, само кажете вие што треба да се направи. Знам за кој човек. Човекот кој најмногу лаже во досијата. И тука, значи, во оваа фаза се наоѓаат токму такви лица, кои што се подготвени веќе да лажат. Во првиот круг на испитувани нема такви.
сите луѓе даваат некакви си искрени она што го знаат, најискрено она што го знаат го искажуваат. Тие не се никогаш јас не може тие луѓе се многу благодарни. А нивните имиња се ставени на во образец 9 како твои соработници. Сега доаѓаме кон лицата кои што ги нема на образец 9 и чии што идентитети се скриени со црниот фломастер. Значи тоа се луѓето кои што се спремни да соработуваат. Како што рековме, веќе има изготвено план за твое исследување во градот и пошироко, и надвор од републиката, следење, и твоите телекомуникации, писма, сите други облици на општење се под надзор. Значи, јас сум имал човек за секој излегување моје надвор од Македонија, кој бил со мене. Нејќи на службата не е било интерес да знае дека одам во Белград или во Софија. И дека влегувам во некоја зграда. Службата сакал да знае со кого се среќам во зградата, што зборувам. Значи, морала да има човек до мене. Цело време. И тоа го безбедил. Јас сега, во твоето досие немаме налози, односно решенија за озвучување на нашиот дом и на ресторанот. Меѓутоа, и тоа е работено, сега дали е работено конкретно во твојот случај, веројатно е, меѓутоа, и такви, сега зборуваме принципијално, одозгора на личното следење, на телефонските комуникации, на писмата, озвучувани се и работни простори и куќи. Значи, да го замислиме сега, овој предмет на претходна обработка во оваа фаза, значи, после една година-две од обработката на служба. Значи, тој е покриен. Нема што не знае служба. Сите негови комуникации се покриени, сите негови движења и сега најтешкото, најмашното, сите лични врски. Значи, оние луѓе кои што не биле спремни да соработуваат, нив ги фаќа страф. Како сега тие да се доколку останат во твое окружување, кога си ти човек подобработка, тие веќе знаат дека си подобработка затоа што биле испитувани од службата конкретно за тебе. Значи тие знаат дека си подобработка, не се подготвени да си го валкаат образот, не се подготвени да си валкаат душата да соработуваат со службата, меѓутоа не се подготвени и знаат кои се последици доколку останат во твое окружување, дека и тие ќе станат предмет на обработка. Значи, твоите вистински пријатели, луѓето кои што со кои што си израснал или со кои што си створил вистински деловни пријателски врски, тие веќе се отстрануваат од твоето окружување и во твоето окружување остануваш само со шпиуни и кодоши. И ова не е само твојот случај. Сите овие луѓе, сите кои што биле окружувани, овие црните страници на Удба, книгите се како романите на Достоевски. Имаш толку е опфатено страдањето на тие луѓе. Нивната изолација, нивното шиканирање. Сум го споменал, бегнувам да споменам такво нешто, бидејќи може би се работи за случајност. Но, двајца луѓе кои му помена тогаш, тие времења, дека ми се подготвува нешто, значи кој биде на разговор во службата, и се случија семени трагедии. На едниот му убија дете, на вториот детето му падна од тераса. Така да би сакал да е коинциденција, да е случајност, но познавајќи работа на Удба, со години ме грижи совеста дека може би сето тоа се случило затоа што биле тие луѓе се одважиле да ме предупредат, да ми дадат до знаење дека Удба сака да прави нешто. Велам, дај Боже да не е така, како што ја зборувам, но... Значи, зборуваме за... Одиме понатака сега. Зборуваме за целосна изолација на предметна обработка. Но и за последиците кон тие што одбиле. Никој тука не е сигурен, никој не е безбеден. Сега, значи, во овој
во оваа фаза, сега во нормална држава, би требало да биде на прибирање на информации и на подготвување на случај за водење пред суд. Вака, барем по нешто го знам. Во правилникот за работа на СДБ, претходна обработка трае 12 месеци. Ако во тие 12 месеци се обезбедат доволни докази, се покренува кривична пријава и се оди на суд. Ако не се обезбедат доволни докази, тогаш се затвора досието и човекот и се ништи досието. Самата служба не си го почитува својот правилник. Тоа кажува, потоа се вратиме, дека нената цел не е да обезбеди материјални докази и да го процесуира противуставното работење. Туку сосема друго нешто. Оди, се продолжи понатака да не е... Да, значи, сега Не рушам рековме, концепцијата. значи рековме, човекот е предметот е изолиран, Да. и сега, се веќе што работи, сите негови дејства, бидејќи тој е изолиран и обкружен од сите страни, сите негови дејства веќе ги усмерува службата. Да. Сега, тој не е соработник. Меѓутоа, тука веќе почнува малку морков и стап. Да. Сега зависи од лицето и така натаму. Меѓутоа, во претходната обработка имаме репресивни мерки, шиканирање, меѓутоа имаме и понуди за соработка. Да. Тука клучна е на анализата околу слабоста Да. на човекот. Значи, во почетокот на анализата се прави анализа на она што би требало да биде слабоста на човекот, кога после извесен период на оваа претходна обработка ќе се дојде до таква фаза во која што оперативците ќе проценат дека е постигнат тој момент, Да. тогаш се настапува кон фазата расчистување. Да. Тоа е во постариот жаргон, во поновиот жаргон е убавување на информативен разговор. Ти имаш искуство со таков информативен разговор, дали би можел да ни расветлиш на отприлика што се случувало на тоа? Прв пат добиваш покана. Недефинирана содржина. Мојата покана беше да се јавам во соба број 7, а тоа беше соба каде што неколку пати сме биле повикани ја или мојата сопруга, кога ни крадале нешто од работилницата, од магазинот горе кај што беа печуркарникот, и да си ги препознаја предметите. Бидејќи во тоа време немав многу време за губење, знае дека ништо не е крадено последните неколку месеци и на таа покана не обрнував внимание, едноставно ја игнорирав. Но, кога се јавил инспекторот Кузман по телефон да интервенира, јас месено на Куманово, кај мојата сопруга, и дека при првото доваѓање да му се јавам и оставил домашен број на телефон. И супруга рекла дека обича кога се враќам од пат, доаѓам сабота и не да заминувам. Тој тогаш оставил телефон и да се поуседава. И беше малку исплашена мојата сопруга кога дојде во Куманово. Така и така ме вика, таа покана не била така случајна, туку се јави инспекторот Кузман. Знаев јас кај работи Кузман. Значи до Куманово беше јасно дека е од СДБ. И викам, ајде се јавам да видам, да не направам компликација. Утре ќе заминам, ќе сакам да заминам на пат, няма да ме пушта да излезам од граница. И ќе видам уште поголема смеурија, циркусот ќе ме носат со лисици од таму. Не се јавив, вика, добро се јави, утре се бајле во 9 да додеш кај нас во станица. И јави се на портирница, јас ќе те земе. Само беше детали кои сакам да ги опишам за да видат луѓето една психолошка. Куловците знаат како се влегува во Куманово да се влезе во станицата на полиција, во
дека тоа е помеѓу судот и општината, улица која завршува со вратите на влез во полицијата. Како ќе влегуваш во таа улица, се гледа зградата на... Јас не сум знаел дека тоа е ново направена зграда и дека тоа е зграда на СДБ. На едно од прозорците го видов инспекторот Кузма. Отседна пријавница, се пријави, ја дадо поканата, оно вика, ама не знам ова што може да биде. Тој, на пријавница што работи. Вика, не знам ни јас. Сега, не сакам да му зборувам дека ме сум разговарал со инспекторот Кузма, ништо. Вика, седи таму, ќе видам, вика, јас ќе побарам што е работа. Сега седиш на близот во влегуваат луѓе. Те гледаат, седиш тука како... Ако си дошол стану по некоја работа, знаеш кај да појдеш, така те чуваат тука да те видиш што појдеш ке луѓе. После во половина сат, може би 40 минути, доаѓа Кузман и ме води со него. Таму на зградата беа се вратата со шифри, кодирани да се влегува. Во ходникот кога влеговме, случајно, ја сретнав жена на Галерски. Таа работеше во аналитика на службата. Значи, знаела дека имам досие. Знаела дека сум прогонуван и како сопруга на син на голем вамутовец, треба да каже на татко за да им пренесе дека ме следи службата. Таа знаела од првиот ден од 92. Ова е мојот прв разговор е 96 година. 96, да. А ти некаде 93-94 стануваш и деловен партнер со синот на со сопругот на Лилија. Бегавме во канцеларијата, таму седи човек. Не го познам, значи не е кумалец, викам. Ми го представува дека виши инспектор од Скопје. Разговорот почна негде, мислам дека пред 10 малку почнавме. А јас во 9 во полиција. Значи саат време те држе во чекална да те гледаат луѓе. Чекална да гледаат луѓе и почна разговор. Што беше тема на разговор? Се и се што. Тука е проблемот што не можеш да... Ти треба многу време за да проникнеш што сакат од тебе. Одиш со слушување, ќе ти каже да. Имаме за тебе такви податоци, сакаме да го дали си бил таму и таму во тоа и тоа време, дали си правил тоа и тоа. Од така разговорот е како седиш со другари во кафеја, пиете по некоја ракија и си правите муавет. Па за ова, па за она, па тој ќе каже, па тој... Разговорот е... Но. Значи, свесно плански направен разговор во кој што ти не можеш да се освестиш што е прашањето, а во кој што ти е периферно, заобиколно поставуваат прашања кои што се од нивен интерес без ти да можеш да се освестиш што е. Например, овдека во вистинските демократии, прво и прво на такво испитување, обично соди со адвокат. Обично соди со адвокат, државата нема право така да те има, тоа супина се вика, таква покана, која што е многу ретка, која што е на сега се води борба дали на Трамп може да му поднесат или на некој од неговите административци. Тоа е многу голем прекршок треба да станува збор за да добиеш таква неотповиклива покана, меѓутоа и тогаш си таму јасно дефинирано кој е зошто те викаат и мора да имаш адвокат. Сега заборев јас, бидејќи беше сомнително тоа што Кузман беше оставил да му се јавам дома во сабота, кога ќе дојде. Јас го повикав мојот адвокат од Скопје да дојде во Куманово. Бидејќи, знаеш како е, тогаш размислуваш на најлоши работи, не знаеш зошто, но викам зошто ќе ме вика СДВ. Тоа е проблем. Мојот адвокат дојде, се уште еден човек, мој пријател. И остана да ме чекаат
И беше многу така, во целиот разговор успев да разберам две работи. Неќе разговор траеше 5-6 часа, 7 часа, не се сеќам точно колку траеше. Дека постои интерес околу шверцот на цигарите, остран интерес, колку знам за тоа. И како би се однесувал кон шверцот на цигари. И прашува за моја мисија за Глигоров. Аз реков, тоа дека најголем виновни за тоа што Македонија се наоѓа во таква ситуација, криминал, корупција, проблем на име непризнаена, сите проблеми внатре е Киро Глигоров. И кога заврши разговорот, ми рекоа да остана во Куманово, да не се оддалечиме од Куманово. Сега дека ќе ме поканат на, само да завршим, ова е многу битно, уште тој дел после тоа се случува. Издегувам надвор, заканата беше дека ако се обидам да заминам, ќе ме апсат на граница. Се уште не ти е објаснато. Ништо, не. Дали си осомничен, дали си... Ништо. Едноставно не знаеш. Сега зборуваме за демократизација и за потпушување на демократски процеси во Македонија и демократизирање на државата со уставот од 91. Да. Тоа се ова што го опишуваш ти е апсолутно исто како што било и во 68 и во 54. Тоа сакаш да Текани службата на неотповикливо текани на сослушување, немаш објаснение зошто си таму, ти кажуваат да не се движиш, да не излегуваш од државата, од градот, зашто ќе те апсат, без да ти кажат дека си осомничен, дали си осомничен, по кое прашање, без ништо. Немаш Што ти е вината? Немаш ништо. Те испитуваат со часови и часови без да ти кажат која е целта на тоа испитување. Тоа не личи воопшто на демократски систем. И излегов таму, кај што ме чека адвокатот и пријателот, под наводници пријател. Викам адвокатот, многу беше чудно викам разговорот, мислам дека му објасним отприлика што беше разговорот, така, широко, но основната поента ми беше тоа ми остана, немаш никој, дека се подготвува некоја голема игра врзана за ВМРО ДПМН. Бидејќи како службата може да не знае за шверцот на цигарите кој го прави, кој го правил, па мене ме прашува. Кога граничница премини, се контролирани од полицијата, не од мене. Да не го зедов досието, немаше да разберам. Многу работи, посебно немаше да разберам зашто не е битна брзо на нов разговор. Туку овој разговор беше јуни. Идет разговор е октомври. Следниот разговор е октомври. Значи 3-4 месеци после првиот разговор. Значи потоа станува збор за некакви психолошки игри сега тука. Па не е психолошка игра, тука него е тие били известени, бидејќи да го видов после методот си дека човекот кој беше со мојот адвокат, наводниот мој пријател, е соработник на службата. За адвокатот не може да кажам ништо, бидејќи не го нема досието, но човекот тој ја пренел информацијата, што се му кажува на адвокатот. И инспекторите, висшите инспектори станало јасно дека јас се сомневам во и дека веќе имам во главата дека тоа е некоја местанка кон ВМРО ДПМН. Значи, сега тука е полезно да спомнеме што е ова. Значи, ова е процесот на расчистување. На првото сослушување, значи ти си оставил погрешен впечаток, лош впечаток. Да. Сум паднал на приемен испит. Да. Така, си паднал на приемен испит. Да. Значи, во твоите искази, особено во однос на твоите ставови кон Киро Глигоров и кон актуелната власт, тогашна, ти си покажал неподобност. Да. И, значи, едниот правец во кој може би сметале да те ангажира, Не користат. тоа би било шверцот на цигари. Да. Веројатно, бидејќи потоа твојот поранешен партнер го презеде тој бизнес. Да. Значи,
бидејќи си западнал во моментална финансиска криза, како што пишува во досието, бидејќи си западнал во таква финансиска криза, тие сметале дека еве сега, во ова е моментот кога што можеме на расчистување да видиме кој се, што има, што го мачи едноставно и да му дадеме лек за излез од таа ситуација. Ти со твоите неподобни ставови им сугерираш дека не, чекај, не е човекот за такви доверливи работи. Ќе правиме други. И сега, значи, тоа е периодот од 3-4 месеци од еден до другиот разговор, се прават нови планови. Тој е следен разговор. Дали ти текнува на содржината? Тој беше план, тој беше разговор во кој... Дали беше и ова разговор во работните простори на службата? Да, во работните простори на службата. Повторно беше и чист инспектор. Тогаш беше сосема различен од првиот разговор. Почна се зборува за мојот бизнис и за побарувањата кои ги имам од бугарска фирма. Одеднаш една спротивност од првиот разговор. Јас бев многу јасен дека тој долг е од 92 година, 93 година, и дека сум поднал тужба во Бугарија, сум ангажирал адвокат во Бугарија и чекам разласка на судењето. Што може друго? Но, видов дека тука веќе има план. Значи, повторно сврзано е со твојата моментална финансиска криза. Да, тука е најбол... Прво беше да побарам помош од... Се запознав со тој еден човек што ми го донесува, повторно ми го донесе со работникот на службата во Куманово, кога ме се во мојот ресторан, таму ме запозна со него, беше негов пријател. Човекот работеше некој беше службеник во Министерство за трговија во Бугарија. И со него си имал контакти кога вадев некои потврди за внос на пшеница во Македонија, за внос на брашно, и сето за тоа одушуваше Министерство за трговија. И Вик инспектор, знаеш, тој Овден Петков е сега во Белград, аташе на бугарската амбасада, иначе за економски односи. Да појдеш кај него, да ти помогне. Ќе почнем да ми се разбиструва сликата. Огнен Петков е лицето кое што се наведува дека е лицето кое што скажало на некој што кажал на соработник на службата дека фирмите кои што се блиски до ВМРО се од државен интерес на Бугарија. И добро. Веќе поведе. Тој разговор не траеше многу, мислам 2 часа така некако. Но беше многу релаксирана, пријателска атмосфера. Веќе другарство постои меѓу мене и инспекторите, значи така да... Викам, добро, ќе појдам, нема да има проблем. Кога ќе одам Белград? Што е задачата која што ти е зададена на тебе? И одам Белград, после неколку недели, отидов кај Овден Петков, а тогаш веќе беа великите демонстрации против Милошевич во Белград, студентските демонстрации, проблемите во Белград и така, не прими човекот веднаш. Седнавме, 10-15 минути, не повеќе. Разговаравме, викам, така и така бе, има нешто шанса да се направи, викам, преку вас. Вика, нема шанса, тоа е, вика, не може, вика, јас да влијам никако на судот, на било што, вика, тоа ќе направи, вика, многу големи проблеми. Прво, вика, за мене, а потоа и за власта од која сум представник. Да. Толку беше разговорот. Ни помен немаше ништо за случувањето во Србија, тоа беше разговорот. Се враќам назад, но по пат правам една сега моја конструкција у глава. Како да му кажам, да се откачам, да не ме праќа повторно кај Овден Петков. Викам, ќе му кажам дека е зафатен поради ситуацијата во Србија и затоа
од таа ли причина, сега малку е во темата, меѓутоа, од таа ли причина им велиш дека веројатно Милошевиќ ќе падне? Да. Седим разговараме, јас му викам тоа. Мислам дека кај мене дома разговарахме, додека мене дома да. И викам се не можам тие се сетли детали да ги паметам. Да, па тогаш затоа те прашав вториот разговор каде се случи, бидејќи од тогаш на натаму веќе тие почнува да доаѓаат кај нас дома во кафената. Значи, така е, вториот разговор беше таму и кога му кажав дека до тука, да не бе ушите, устата ќе му се споеше на смевката кога му реков дека значи Еве си почнал веќе да ги извршуваш. Да ги извршуваме и друго нешто. Се потврдува дека Огнев Петков е човек на службата на бугарската служба. Задолжен за македонското прашање. Не, сега во Бугарија, сега во Србија работи, значи тој си работи за се следи Србија, сега тој има информација која ќе ја прати на Белград од негов човек, од негова врска, дека Огнев Петков е шпион во амбасадата. Јасните што е играта. И затоа тој на службена белешка јасно стои. Мислам, сега не може да ми текне. Дека во интерес на Србија се тие некои работи. Ќе го најдеме, ќе го ставиме некојаш да го видат луѓето. Имам извадено тој дел. После тоа, веќе сега отпаѓа и Огнев Петков, бидејќи тој во Србија, е планот за амбасадорот на Бугарија во Македонија. Тоа е Ангел Димитров, човекот кој што сега е председник на комисијата за тоа за балансирање на историјата. Да. Буха веќе сега повторно задолжение, но сега веќе јас сум свесен за сите работи и многу полесно можам да правам своји планови, своји едноставно веќе немаш еден психолошки притисок да не знаеш за што се работи. Веќе знаеш дека нешто што има прашање. Па викам немаше. Се видувам прво да на ситни, што се видат да ескивира. Викам па немам телефонот. Ке дадем телефон. Добре, ми даде телефон. Бројен телефон. Немав телефони веќе тогаш. Се јаде одговорница. Се представих кој сум на портирница. Жената што работеше на портирница, таа била кога бил Димитров кај мене во ресторан, како гости, не мој, него на театрот. На театрот на Куманово, била и таа и кога се представих кој сум, вика добро, ме вклучи. Значи, од ресторанот понуде многу добри прифичаствици. Кога можам да ме посетам, така и така, вика, па добро, ми даде термин за посета. Дојде инспекторот кај мене во ресторан, вика, договори. Состанок. Добро. И сега си сметав, јас ќе си одам сам со автобус, па дали ќе влезам или нема да влезам, тоа веќе ќе биде. Но, вика, јас ќе те возам. Ја со БМВ, со цивилни таблички, Кузман, ме носи, тој се паркира малку подалеку од амбасадата, одам пешки во амбасадата, ме прима амбасадорот, седнавме, разговаравме. 10 на 15 минути, и амбасадорот ми го кажа слично тоа што го каже и Огнев Петков, дека не може да направи ништо, но, тие овои печатоци што ги има од кај мене, ќе го задолжи економската аташе на амбасадата да провери во суд до каде е поставката. Сега, во досието што е од страната на службата, тие викаат, значи, кога ќе контактира тој со Димитров, дека ќе му ја објасни ситуацијата, дека на Димитров ќе му стане јасно дека тој е од таква фирма која што е државен интерес на Бугарија. Која е логиката? Логиката е сама наопаку. Да. И тие ќе требале да знаат дека си ти мирни човек и тие веќе би требале да работат за тебе, а не сега ти веќе по сета завршена работа, ти ќе одиш да му кажуваш дека си ти од државен интерес.
И излегувам како да му објаснам на Кузмана, да сваќам се Кузмана, викам, нема резон повеќе да контактирам, така и така. Човекот велеше да му однесам само број на предмет од суд и она тужбата што има поднесени, да направам фотокопија, да му дам да провери, но не може да помогне ништо. Но, ќе го напиши тоа. Значи, веќе е втора зацртана задача се исполнува. Да, ќе го напиши тоа. Ама викам, Кузме, нема да што ќе го носам кога гледам дека работава е нешто. Викам, добро, сега можам да играм до крај. Така, беше се готово. Сватив дека никој не е загрозен од тоа и дека единствен сум јас. Моја одлука е кога ќе прекинам со ова. Да бев во некоја друга конотација користен, да кодошам некого. Ќе може да го ценуваат, ама ќе го објавим ова дека се кодошам. Да бев лажил за некого, повторно ќе има документи. Така, бевме, тие беа во позиција да не смеат да ме чепкат ако проговара. И на второто, кога го носев документот, да ме возиш. Го правил документот на портирница, не ни влегував во него ни бадав амбасадорот, реков дека на таа што беше на портирница, дека тоа е за амбасадорот, знае, договораме со мене, таа вика знам дека сте разговарали, изложно сте разговарали, готово. Се врати во Куманово, се врати во Кузмана, но веќе стана јасно дека играта е многу голема. Да. Кога се врати во Куманово, веќе ми беше јасно скоро се. Но требав да имам потврда, сакам да имам потврда, дека моите сомневања се оправдани до крај. Ова е кога се врати од втората посета, кога само остави на портирница. Да. И се јаев на тој должникот од Бугарија. До тогаш од 93-та, па до тој ден, кога да го поборав, никогаш не може да го добием. Ќе се јавиш или син или сопругата, или никој не се јавуваш. 3 години. 3 години, тој никогаш не беше дома, или не беше во канцеларија кога јас се јавам. Тога се чудо, кога се јавив, сопругата веднаш го даде. Викам, така и така, нешто има ли веќе судскиот спор, викам, оди споро, дошто да правиме трошоци, кои треба да ги платиш после пакти, дали постои некоја шанса да нешто ми дадеш од парите. А вика, да, ќе ти дам. Ќе одеднаш една промена 100% во... Викам, па добро, кај да се сретнеме да ги земам парите? Ќе дојдеш во Куманово, да дојдам јас во Бугарија или ќе се сретнеме меѓуграничен простор. Не, вика, јас ги дам на посолството парите, па ќе ги земеш таму во посолството. Сега малку да се навратиме тука. Зборуваме за 90-те години, сега не знам каков е банковниот систем таму, меѓутоа тогаш веќе се работеше во кеш и во размена на роба. Да. Компензација што да. Значи, тој вели ќе испрати кеш во куфер или во пакет некако. Ќе даде во дали ќе ги даде во Министерството за внатрешни работи во Софија, па тоа ќе ги донесе во Скопје. Тоа се веќе... Меѓутоа зборуваме за некој пакет со кеш пари, кој што треба да ти се достави преку некаква бугарска, дали преку Министерството за внатрешни работи, дали преку амбасадата. Не, ќе ги тој многу јасно вели. Ќе ги земеш парите во посолство, во амбасадата на Бугарија. Значи треба да отидеш таму да подигнеш куфер пари. Затоа што основниот долг беше околу 230 и нешто $1,000. Марки. Долари бидејќи со бугарите сметавме во долговите ги сметавме во долари. Сега, имаше камата која во тоа време беше висока. До тие 3 години сигурно сумата би била преку $400,000. Нека била 300. Сега не е битно. Нека бил само основниот долг, $230,000. Ако сум прифатил се, јас на Кузмана ќе му кажам, бидејќи сум прифатил и доводејќи на нив што ме посоветува, не? Сум успел да ги добиеме те пари.
И ќе се му кажа на Кузман е така и така. И исто кажа би имала друга линија на моите односи кон полицијата, кон СДВ. Јас ги гледах како спасители бидејќи во меѓувреме ми поставили уште некои задачи, би се створил меѓу нас блисок однос. Да. Што била целта? Кој ќе ги земам, кој ќе влезам во? Ќе ме донесе Кузман до амбасадата, ќе влезам натре, ќе ги земам парите и со купече пари, со торба пари, ќе излезам надвор. Да. Веднаш ќе биде апсење, телевизии, се. Може би тука ќе го отворат куферот, да се видат парите. Еве, а тоа е веќе пред избори 98 година со 97 се случување, така 97 некаде. И еве од кај се финансира ВМРО ДПМН. Еве дека Бугарија ги помага фирмите блиски до ВМРО. Луѓето кои имаат фирми и кои се блиски до ВМРО. Да. И сега, тука во однос на ова што го дискутираме, во однос на методот на службата и каде спаѓаш сега, дали во која формална обработка си. Значи, како што рековме, ова започнува во претходна обработка. Да. Тебе те повикуваат на разговор, се прават некои расчистувања и сега, во текот на ова што го опишуваш ти, се случува твоја дерегистрација. Во дерегистрациите ќе одиме во следното прашање, меѓутоа, што се забележува кај тебе? Кај тебе се забележува, иако беа преземени мерки и активности, не беа во целост потврдени сознамијата и податоците, поради кои беше заветен. Поради што предлагам истиот да се дерегистрира од ПО, бидејќи нема основ за понатамошен негов третман. Меѓутоа, исто така се напоменува дека бидејќи ти една од причините зашто те вадат од претходна обработка е твоето делумно прифаќање на задачите кои што се задаваат. Значи, тоа е многу важно. Да не си им дал ти повод, да не си ги завел дека ете си подготвен да соработуваш со нив, мислам дека не би дошло до дерегистрација. Би биле други притисоци, други начини и пак би бил да регистрирам. Да. Сега, регистрацијата ќе ја прескокнеме сега, таа ќе ја обработиме во следното прашање. Да. Меѓутоа сега доаѓаме до таа трета фаза која што Диневски вели дека е финална фаза пред апсење. Да. Оперативната обработка. Впрочем, може би било подобро и оперативната обработка да ја опфатиме во следното прашање со регистрациите. Да. Бидејќи доаѓаме на кај еден час од ова продолжение, подобро би било сега да застанеме и ќе продолжиме во следното продолжение. Се надеваме дека ќе останете со нас и тогаш во следното продолжение, кога ќе продолжиме со разоткривањето и осознавањето на вистината за Македонија, бидејќи само вистината е она што ќе нас слободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.